Изгорениот автомобил денеска бил добро утро за браќата Џавирови. Немилиот настан се случил на паркингот од зградата кај некогашен Базалт. Се уште несоземени од утринскиот шок, помалиот Емир раскажува како дошло до тоа нивниот Мерцедес да се најде во пламен. 5:30 наутро, значи брат ми доаѓа, ја паркира колата, се качува горе, после 10 минути гори колата, значи може тој што има изгорена колата може да му била намери и да губи брат ми, значи може да се помисли на свашта. Он излева од колата, се качува горе, после 10 минути колата горе. Иако реакцијата на противпожарната екипа била брза, сепак спас за возилото немало. Во 5:45 часот имаме дојава од граѓанин за запален автомобил во наша близина. Веднаш екипата излезена на терен со едно противпожарно возило и 4 пожарникара. На теренот е работено се до 6:25 часот кога пожарот е целосно изгаснат. Од неодамна Џавирови од родното Берово се доселиле во Штип со цел да го прошират семејниот бизнис. За сега не знаат чие дело е опожарувањето на нивниот автомобил. Одговор очекуваат од полицијата. Пред 9 месеца се преселивме во Штип, имаме овде фризерски салон и бутик. Подкачка, закачка, с некој да си имаме проблеми, не расчисти, не работи, нема тотално с никој. По национално сам турчин. Не само од Штип, значи цела сумја или сметаме на некој, или некој иска нешто да си има со нас. Моментално не знаеме ништо, ама ќе дознаеме. Во очекување на полициска разрешница, оштетените имаат поинаков сомнеш, зашто од денеска останале без Мерцедесот. Целиот сомнеш ми е дека не сме добродојдени во Штип. Некој што ти ја запали колата, наредниот ден може да те запали тебе. За неполна недела ова е трет случај на опожарување на возило во Штип. И овој пат, како по некое непишено правило, сторителот или сторителите се непознати. Кога ќе се утврди, дали ќе се процесуира, останува на надлежните од штипската полиција.